Односно се неосновани наводите што ги кажа претседателката на Уставниот суд, значи рачната пресконференција со новинарите. Значи она се повикува дека терминот на дополнување што е искористен во Законот за буџети бил застарен и термин кој не постои во правна терминологија, што не е точно. Моментално имаме над 4 закони во јавниот сектор каде што се користи овој термин на дополнување на плата и каде што колегите си ги земаат платите со години наназад, така да се донесе временна мерка со која што ќе се замрзнат плати на вработени само за еден термин е нешто што претседателката на Уставниот суд треба да го оправда во носењето на одлуката, конечната одлука на Уставниот суд. Втора работа е дека треба да се знае. Во самиот деловник за работа на Уставниот суд вика дека по донесена временна мерка веднаш се носи главната присуда, односно главната мерка за ова прашање. Поминаа повеќе од 20 дена од носењето на временна мерка, ние не знаеме како ќе одлучи, како ќе постапи Уставниот суд по ова наше прашање и дали ќе се дозволи на колегите позади што стојат да ќе го примаат она дополнување на плата од 30% што им беше одземено. Луѓето си имаат испланирано кога ги добиле нивните решенија за зголемени плати за 30%, како да си овозможат достоинствен живот со такви достоинствени плати, ако може да се наречат под просечната плата, и вие тоа наеднаш со една одлука за многу кратко време да им го одземете на луѓето е навистина не само недостоинствено, туку и нечовечки.